Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Започна да се реализира најавената санација на санитарните јазли во основните училишта во општина Кочани. Веќе е завршена реконструкцијата во училиштето во Оризари. Во тек се работите во основното училиште Никола Карев, а наскоро ќе започнат и во Малина Попиванова. Заврши реконструкцијата на тоалетите на вториот кат во основното училиште Крсте Мисирков во Оризари. Старата водоводна и канализацијска инсталација е заменета и поставени се нови санитарни елементи, врати и прозорци, како и ново осветлување. Директорката Сонја Иванова истакна дека е решен значаен проблем во училиштето, со оглед што кај санитарните јазли немало интервенција уште од 1976 година, кога е изграден новиот дел на училишната зграда. Со средства од Министерството за образование продолжуваат и работите на првиот кат, за кои се очекува да бидат завршени најдоцна за 1 месец. На адаптација на тоалетите се работи и во основното училиште Никола Карев во Кочани. Изведувачот техноинженеринг од Радовиш веќе изведе нова комплетна водоводна инсталација. Заменети се вратите и плочките со нови, а извршена е и санација на таваните на тоалетите на првиот кат. Истовремено, до 11 март трае постапката за пријавување на заинтересираните изведувачи за реконструкција на тоалетите во основното училиште Малина Попиванова, каде е планирано градежните работи да се завршат во период од најмногу 2 месеци. Одговорните на училиштата истакнуваат дека долгогодишната дотраеност на канализацијските и водоводните системи предизвикале оштетување на фасадите на училишните објекти. Основното училиште Крсте Мисирков од Оризари веќе има подготвено проект за енергетски ефикасна фасада, за што ќе бара фондови и средства за негова реализација. Членовите на Советот за безбедност на општина Виница на состанок утврдија дека ќе се решаваат клучните сообраќајни проблеми во градот. Беа иницирани неколку предлог решенија за решавање на истите. Членовите на Општинскиот совет за безбедност на општина Виница едногласно договорија неколку предлог мерки за решавање на актуелните сообраќајни проблеми во градот. Мерки кои ќе се најдат на дневен ред и пред Советот на општина Виница. По претходни консултации со надлежните институции, председателот на Советот Гоце Ѓоргиев пред членовите на дневен ред ги иницираше следниве предлог решенија. Поставување на метални столпчиња на улица Пионерска од потегот на раскрсницата помеѓу улиците Бел Камен и Маршал Тито. Поставување на метални столпчиња на потегот од полициската станица до крајот на улицата Бел Камен, на западната страна на улицата. Поставување метални столпчиња на потегот од Стариот суд на улица Илинденска по целата должина на улицата Браќа Миладинови до раскрсницата на улицата Моша Пијаде и булевар Маршал Тито. Промена на режимот на сообраќај на дел од улицата Бел Камен да биде еднонасочна. Поставување на сообраќаен знак на улицата во новата индустријска зона, одбележување на раскрсниците и кривините на улиците во град Виница, барање за измена и дополна на одлуката за користење на јавна површина во општина Виница од 6 мај 2015 година. Сите овие предлози се прифатени и доколку и Советот на следната седница се изјасни позитивно по истите, општинските служби ќе преминат на теренска работа. Како дополнителни мерки кои ги посочија дел од присутните, а кои се алармантни, е решавање на сообраќајниот хаос кај кафичите, како и итна санација на мостот на река Осојница, кој е пред пропаѓање. Исполнети аранжманите до последно место за прослава на 8 март. Кочанки празникот на жената го прославуваат повеќе надвор отколку во државата. Не штедат пари кога станува збор за прославата на нивниот празник, велат од туристичките агенции. Најбарана понуда и годинава е Банско, Република Бугарија, но не помалку атрактивни се и Истанбул, Будимпешта, Букурешт. Банско, Истанбул, Благоевград, Букурешт, Будимпешта се најбараните дестинации оваа година за прослава на Денот на жената 8 март. Богатите и поволни туристички понуди кочанки знаеја да ги искористат. Аранжманите се веќе исполнети до последното место, а годинава се движат од 49 евра па нагоре, во зависност од дестинацијата на патување, како и бројот на деновите за сместување. За овој 8 март најпосекувани дестинации се Истанбул, Букуреш, Будимпешта, Благоевград, Банско. За сега најпосекувано е Банско, Бугарија.
но не дека и другите не се толку посакувани, значи има доста пријавено и голема заинтересираност. Цените, можам да кажам, дека се движат од 49 евра па нагоре, зависно од дестинацијата и бројот на ноќевања, затоа што имаме тури со едно и со две ноќевања. Годинава интересно е тоа што сопрузите не штеделе да ги изненадат своите сопруги. Најбарана и годинава е понудата за Банско, додава Митева. Жените честопати знаат да кажат дека секогаш им недостасуваат финансии за да се помине месецот, но кога станува збор за славење на нивниот празник, не се штеди. Сепак, доста кочанки 8 март ќе го поминат дома или во некои од кочанските локали и ресторани кои нудат поволни цени и забава со атрактивни пејачки групи. 8 март е денот кога се одбележува борбата на жените за економска, политичка и социјална рамноправност со мажите. Идејата за посебен ден посветен на жената потекнува од почетокот на 20 век. Првиот ден на жената е одбележан на 28 февруари 1909 година во САД по иницијатива на Социјалистичката партија на Америка. Литературни читања по повод одбележување на празникот на жената 8 март се одржаа во библиотеката Искра во Окочани. Активноста е во организација на библиотеката и литературниот клуб Копнеш, чии што членови издадоа и билтен со литературни творби. По повод одбележување на празникот на жената 8 март, библиотеката Искра и литературниот клуб Копнеш, што функционира во нејзин склоп, организираа активност на литературни читања од страна на членовите на клубот и роднокрајни автори и поети. Ваква активност се одржа во библиотеката Искра, а за оваа прилика членовите на Копнеш издадоа билтен во кој се содржани нивните творби на теми поврзани со празникот на жената. Членовите на литературниот клуб Копнеш, значи оваа година помести во билтенот нови песни кои ќе бидат прочитани на оваа манифестација, ке на некој начин со самите творби се сака да се испрати порака до присутните и они што не се присутни, значи со самата содржина на песните. Ние понатаму и со литературниот клуб Копнеш ќе продолжиме со активностите што ги планираме во следниот временски период, а тоа после овој настан, значи тоа ни е промоцијата на најдоброто дело за 2018 година на полето на поезијата, значи наградената книга, наградата Ацо Шопов, што е доделува Друштво на писатели на Македонија, книгата Патот од Вилјата Танчева Златева, значи на 21 март на Пладне во 12 часот, значи ќе биде промовирана самото издадено и представена авторот на книгата. Пред присутните на настанот се обрати директорот на Кочанската библиотека Коце Стојменов, а членовите на Копнеш ги прочитаа своите лични творби издадени во билтенот. Меѓу другото беа прочитани и неколку афоризми од познати афористичари од Кочани. Им се даде можност и на присутните во публиката да искажат мислење за празникот 8 март и неговото чествување. Ова е традиционална манифестација која што библиотеката Искра и литературниот клуб Копнеш ја организираат секоја година по повод Денот на жената. Со свечена академија и положување цвеќе, како и настап на сите активи, ќе биде одбележан патрониот празник на Основното училиште Раде Кратовче. Интензивно течат подготовките околу реализирање на одбележувањето на значајниот датум. Со настап на хорот и оркестарот на училиштето, со свечена академија на која ќе настапат сите ученици од скоро сите активи кои функционираат во склоп на училиштето, ќе биде одбележан патрониот празник на Основното училиште Раде Кратовче. Интензивно течат подготовките околу настапот на учениците на свечената академија, што ќе се одржи на 22 март во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Во подготовките учествуваат голем број на наставници, нормално и ученици. Инаку ќе имаме повеќе точки, скоро сите ученици ќе бидат застапени од прво до 9 оделение. Нормално оркестарот и хорот ќе учествуваат со своји представувања. Ќе имаме две композиции на англиски јазик кои ќе бидат придружувани од хорот. Ќе пеат наши ученици од 6 оделение во дует една англиска композиција. Понатаму имаме како придружници на овие композиции ќе бидат учениците од прво оделение кои ќе танцуваат.
Учениците од второ одделение си имаат подготвено со исто така еден танц, така наречен танц на джентлмените. Трето одделение се подготвуваат со една точка, ќе бидат преправени во пингвини. Понатаму од предметна настава учениците ќе бидат представени со еден монолог кој го подготвува наставничката по македонски јазик со еден ученик од шесто одделение, а поголемите ќе учествуваат со неколку ритмички точки кои ќе ги покажат за време на таа свечена академија. Ова година исто така како и претходните години планираме, ако имаме можност и ако временските услови дозволат, во сабота, односно на 23 да отидеме до гробот на Раде Кратовче во Главовица, ама тоа пак потенцирам ако условите ни го овозможат. По повод празникот во 9 часот наутро на 22 март на бистата на патронот во дворот на училиштето ќе биде положено свежо цвеќе, а во 11 часот на бистата во паркот на Револуцијата. Изложба на дела од меѓународната ликовна колонија Карпино 2018 ќе биде отворена на 7 март во Центарот за култура Бели Мугри. Во Виница пак, по повод Денот на жената 8 март, ќе биде отворена изложбата Благослов на Билјана Анакиева од Виница. Во Националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани на 7 март ќе биде отворена изложба на дела создадени на 16-та меѓународна ликовна колонија Карпино 2018 Куманово. Ќе бидат представени 30 на слики изработени во техника акрил на платно и масло на платно од 14 автори од Македонија и од странство. На оваа изложба со своји дела ќе се представи и наш ликовен уметник од Кочани, авторката Марија Мицова Гацова. Во изложбениот салон во Домот на културата Тош Арцо во Виница пак на 6 март ќе биде отворена изложбата Благослов од авторот Билјана Анакиева од Виница. Изложбата, која е во организација на Музеот Теракота од Виница, се реализира по повод Меѓународниот ден на жената 8 март и опфаќа 40 на дела во техниката филигран од црма, со најразлични мотиви од македонската традиција, архитектура и други слободни мотиви во форма на орнаменти. Ова представува прва самостојна изложба на авторот Билјана Анакиева, која е аматер уметник, и овие дела ги има изработено од хоби со голема љубов и вештина во периодот 2018-2019 година. Следува информацијата од спортот. 3 медали освоија каратистите од клубот Блатец на државен шампионат во Скопје. Во силна конкуренција тие се закитија со 1 сребрен и 2 бронзени медали. Карате клубот Блатец од Блатец повторно го покажа својот квалитет, но овој пат на државно првенство во Македонија. На државното првенство што викендов се одржа во Скопје, карате клубот Блатец учествуваше со 6 напреварувачи и тоа: Ања Георгиева, Нина Пискунова, Марија Данилова, Марија Постолова, Игнасио Јованов и Марија Ристова. Каратистите на Блатец се закитија со 1 сребрен и 2 бронзени медали на 51-виот државен шампионат во традиционално карате за сениори, младинци, јуниори, кадети и деца. Во категоријата од 10 до 11 години, Ања Георгиева го освои второто место и се закити со сребрен медал. Игнасио Јованов во категоријата од 16 до 17 години го освои третото место и се закити со бронзен медал, а во истата категорија со третото место и бронзен медал се закити Марија Постолова.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.